Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Владата на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ е позната по своето недемократско однесување, по својата подмитливост, притисоци и политички хајки. Методите на закани се употребуваат на секое ниво. Прво кон медиумите, што го видовме сите на дело пред само неколку дена. А еве деновиве и врз нивните членови кои не се согласуваат со политиките на раководството предводено од Ковачевски. Јасна е нивната цел. Сакаат преку ваквите методи по секоја цена да ја задржат моќта и власта, но и да ја покријат корупцијата, чии што лидери се токму тие, СДСМ и ДУИ. Залудно се трудат да вршат притисок врз било кој пратеник. Тоа е само уште една потврда за недемократските методи со кои се служи власта. Доколку власта е свесна за своите порази, доколку мисли добро на сите граѓани, тогаш без размислување ќе го распушти собранието или Ковачевски ќе поднесе оставка на целата влада, затоа што тоа е единствениот разумен и логичен исход на ова што ни се случува. Веќе 5 години имаме неодржлива ситуација. Имаме влада без стабилно мнозинство и влада која дополнително нема легитимитет. Оваа влада нема капацитет да се носи со кризите кои самата ги создаде, а најмалце со политичката криза. Почитувани, ова што го прави власта е само одложување на неславниот крај на владата, кој ќе се случи порано или подоцна. Или вистинското прашање не е дали, туку прашањето е кога оваа влада ќе падне. Во Македонија, политичката криза се продлабочува, се тоа е резултат на погубните политики кои ги водат криминалот, корупцијата и подредената позиција во власта. Порачуваме власта да престане со притисоци и да се соочи со реалноста, дека нивниот крај е неизбежан. Очигледно е дека Социјалдемократскиот сојуз и Ковачевски сватија дека ја изгубиле поддршката на мнозинството граѓани, но сега гледаат дека немаат поддршка ниту од членството, ниту од одредени пратеници на мнозинството. Доаѓа времето на промена на власта и одговорност. Ви благодарам.